Ученици со образовни потешкотии, но и сите останати ќе можат да ја користат новата сензорна соба која што е отворена во основното училиште Бајрам Шабани од Куманово. Станува збор за инвестиција која е во рамки на проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран, финансиран од Европската Унија, а го спроведува фондацијата Чекор по Чекор, Сдруженијето Инклузива и Хендимак. Инклузијата е нешто кое што сметаме дека е основно човечко право и сметаме дека секој дете има право на добар и квалитетно образование. Во рамките на овој проект, покрај огромниот број стипендии кои што се доделуваат, опремуваме и сензорни соби во училиштата за да покажеме еден модел на училница каде што децата ќе можат да ги развиваат своите целосни потенцијали. До сега низ државата се отворени 12 сензорни соби во училиштата, неколку инклузивни игралишта и сензорна градина. Од Сдруженијата посочуваат дека мал број училишта во државата претходно располагале со сензорни соби, преку кои значајно може да се придонесе за поголема инклузија, односно квалитетно образование за дечињата со потешкотии. Но велат уште треба да се работи за подигање на јавната свест. Ова е еден пример на здружени сили кои создаваат инклузија, така да во Куманово веќе направивме неколку инклузивни средини, не целосни, се уште треба да се доработи целиот процес. Се надевам понатаму дека како што бивме поддржани оваа година од Советот на општина Куманово за програмата на ресурсен центар, каде што направивме истражување на локално ниво, се утврдени приоритетите за развој на инклузивна средина во општина Куманово, дека следната година ќе развиеме некои сервиси за поддршка што дополнително ќе дадат допринос за еднаквост во општината. Инаку, инклузијата започнува од самото настанување на попреченоста, така треба да се започне и во предучилишни установи, вклучување обавезно во редовно училиште, каде што самите дечиња со попреченост побрзо ќе напредуваат. Тие се исти потреби имаат. Само треба поинаква поддршка од другите дечиња за да бидат еднакво вклучени. Со тоа добиваат самото семејство, добиваат училиштата, затоа што ќе воспитуваат луѓе кои понатаму нема да препознаваат разлики кај никого, но добива локалната заедница каде што ќе има корисни граѓани и општеството во целина кој може со право да каже дека работи на инклузија. Преку проектот обезбедени се и аудитивни, визуелни и тактилни реквизити со кои можат да работат сите дечиња. Ретко имаше некаде, и тоа импровизирана сензорна соба и несензорна соба од овој тип. Овие сензорни соби што ги правиме преку проектот содржат многу елементи. Едукативни, сензорни, аудитивни и елементи за развој на фина и груба моторика. Значи целиот процес за развој во една училница каде што не само образовните асистенти, туку и наставниците можат да работат со дечиња, не само со децата со попреченост, и со другите дечиња што ќе се вознемират или било каква потреба имаат за поинаква поддршка, но пожелно е заедно со дечиња без попреченост да бидат вклучени во сензорната соба, така се гради инклузијата. Од Сдруженијата укажуваат дека опремувањето на собите го помогнале и граѓани и компании. Инаку проектот се реализира во соработка со Министерството за образование и наука. Министерството за образование како процес инклузијата го има во приоритетните процеси, бидејќи од претходната година во процесот на воспитание и образование се вклучени 450 образовни асистенти, додека од ова учебна година се додадува уште 250, значи вкупно 720 образовни асистенти. Во тек е и подготовка на закон за средно образование, каде што исто така тука битно место опфаќа и инклузијата во средно образование. Знаете дека до сега овој процес е само во основно, но со закон што го спремаме тоа ќе продолжи и во средно образование. Во Куманово наскоро инвестиции се предвидени за училиштата Кочо, Рацин и Карпош. Според мое лично видување, затоа што сум дел од образовниот систем, вакви сензорни соби веќе имат потреба сите училишта да имат и мислам дека и наредните наши
и проекти и програми ќе бидат ставени во таа насока. Благодарам многу на Чекор по Чекор, благодарам многу на инклузива што постои, што се грижи за се ова толку лесно и убаво, може би не е толку лесно, меѓутоа добро да се имплементира во кумановските училишта. Благодарам на Тетовското здружение, како се викаше, Handmade, МАК, во секој случај во една ваква организација со три поддршка од општини, од Совет на општина Куманово може да направиме многу повеќе. Во рамки на проектот, кој ќе се спроведува до август наредната година, се доделуваат и стипендии за учениците со попреченост. Од здруженијата се надеваат дека стипендирањето подоцна ќе го преземат Министерството и општините.